битка да покажеме дека во Македонија може поинак, дека во Македонија може да има поинакво владење, дека во Македонија мора да има почит за граѓаните, дека во Македонија мора во фокусот на вниманието да бидат нашите граѓани. Да разбереме сите дека власта треба да биде слуга на граѓаните, дека власта треба да се плаши од граѓаните, а не граѓаните да се плашат од власта. 100 дена влада во Република Македонија предводена од Заев и после тие 100 дена можеме да констатираме дека она што беше во планот за живот во Македонија во првите 100 дена е исполнето. Ветивме дека ќе донесеме нов закон за минимална плата пред се за заштита на работниците во текстилната и кожарската индустрија. Го донесовме законот, сега минималната плата е 12.000 денари. Меѓутоа ќе го менуваме тој закон. Минималната плата ќе расте како што ќе растат животните трошоци во Република Македонија. Само на таков начин може граѓаните на Република Македонија да имаат надеж и да се борат за својата иднина. Донесовме два законски текста. Со едниот ја укинавме радиодифузната такса. Тоа беше едно од клучните ветувања. Повеќе пари во секое семејство. А македонската телевизија ќе ја финансираме од буџетот на Република Македонија. Ветивме дека ќе ја вратиме ефтината тарифа на електричната енергија. Од 1 октомври секое семејство ќе може да користи ефтина електрична енергија. Тарифа која што беше укината од Груевскиот ВМРД. И со тоа враќаме дел од финансиските средства во буџетот на секоја фамилија. За Социјалдемократскиот сојуз и коалицијата за живот во Македонија нема мали и големи општини. Нема важни и неважни општини. Затоа што секој човек во Македонија е важен. Затоа ќе се бориме за секоја општина во Република Македонија. Да ја ослободиме Македонија до крај. Да ја побараме поддршката од сите. Затоа што оваа последнава битка за локалните самоуправи е битка и на обединување. Сакаме да престанеме со делбите во Македонија. Да ги повикаме сите и да побараме поддршка и од старите и од младите, и од сите нации, и од сите вери. Секој од вас да се вгради до последното камче во мозаикот на слободна македонска каменица. Да направиме се. Да ја добиеме новата градоначалничка Сонја, која што има визија, која што има план, која што има енергија и која што има љубов да се бори за македонска каменица. Ајде заеднички да се избориме за нашата Македонија. На 15 октомври заокружете го бројот 19 и вечерта да ја ставиме победата за живот во македонска каменица, за живот во Македонија.